Ирена Спировска, која што ова утре со нас се наоѓа во просториите на Црвениот крст на град Скопје. Ирена, добро утро. Добро утро до тебе, Искра, и до сите наши гледачи. Врнежливо септемвриско утро, но секако тоа не ја спречува дежурната екипа на терен на нашата утринска програма да информира за актуелните настани кои што сметаме дека заслужуваат медиумски простор во рамки на нашата утринска емисија. Црвениот крст на Република Македонија годинава одбележува 80 години. Во рамките на ова јубилејна година секако и Црвениот крст на град Скопје по повод 80 годишниот јубилеј организира низа активности, а токму в сабота на 13 септември во градскиот парк Црвениот крст на град Скопје ќе понуди целодневна програма и промоција на активностите на Црвениот крст со цел да се одбележи овој јубилеј. Со секретарот на Црвениот крст на град Скопје Сузана Тунева-Пауновска зборуваме за целите овие 8 децении на посветеност работа, но ќе ви информираме и детално за она што ќе се случува во сабота. Прице, добро утро и честитки за 80 годишниот јубилеј. Добро утро, Ирина. Навистина посебно ни е драго дека можеме денеска да споделиме интересни информации. Благодарам за честитките заради тоа што сметам дека овој 80 годишен јубилеј е всушност јубилеј на сите хумани граѓани, на сите волонтери, на сите членови на Црвениот крст, заради тоа што навистина заслужуваат едно големо внимание, една голема благодарност. Црвениот крст е институција која што е еден интересен податок за гледачите на Алфа телевизија. Уште во 1932 година на територијата на нашиот град имало активности и групи на жени организирани во мали здруженија кои што давале поддршка и помош на стари лица, собирале хуманитарна помош, и тоа е нешто што зборува дека хуманата димензија на територијата на Скопје навистина постои многу одамна. Меѓутоа официјално е формиран Црвениот крст 45-та година со одлуката на АСНОМ, па затоа имаме 80 години јубилеј. Меѓутоа, верувајте, тогашните САД, Кула и Дадија и Општина Центар го формирале градскиот одбор на Црвениот крст, и од тогаш сметам дека како организација правиме се, значи генерациите пред нас, ние тие што ќе дојдат после нас. Идејата е дека е организација која што е дел од општественото функционирање на една држава, каде што секој граѓанин кој што во себе носи хуманата димензија може да биде дел од нашите активности. Сега, конечно да најавиме и она што ги се случува во паркот. Секако овие информации се и tekako интересни и значајни, а за овие изминати 8 децени се случувале многубројни акции кои што на дело ја покажале хуманоста, солидарноста на големото семејство на Црвениот крст на град Скопје, вклучувајќи ги вработените и големата волонтерска мрежа, а секој јубилеј заслужува да биде одбележан на пригоден начин, и токму тоа е она што во сабота ќе се случува во градскиот парк. Програмата ќе започне во предпладневните часови и ќе трае во тек на целиот ден. Така да, идејата беше навистина преку еден интерактивен однос со граѓаните на нашиот град, а исто така очекувам дека ќе има и наши колеги волонтери од другите градови од Македонија, бидејќи целиот настан ќе почне во 10 часот во градскиот парк кај фонтаната Лотус. Значи тука ќе има како едно Red Cross Village на англиски или на нашки, село на Црвен крст, заради тоа што сметаме дека ќе има 7 кукички кои што ќе ги носат сите оние основни 7 принципи кои што се многу важни во нашето делување. Во секоја кукичка ќе има одредени тимови кои што на граѓаните ќе им ги доближат сите активности на Црвениот крст. Заеднички ќе дискутираме што е тоа што е добро што го правиме, што е тоа што треба да го усовршиме, што е тоа што е потребно на заедницата, и така заеднички низ една интересна дружба програмата нуди интересни содржини за најмладите, за волонтерите, за подмлаткарите на Црвениот крст. Тука се средношколците, нивните бендови, активностите кои што се реализираат преку овие клубови за едукација и превенција во средните училишта. И интересно е тоа што дека ќе имаме и забава, меѓутоа интересно е тоа што ќе го промовираме исто така после подолг временски период еден мал перформанс за Флоренс Најтингел, која што заедно со Андри Динан се основоположници на Црвениот крст на глобално ниво, значи на меѓународното движење на Црвен крст, таа е првата медицинска сестра која што нели заслужува внимание, и токму заради тоа тука заедно со Сдруженијето на медицинските сестри ќе направиме еден мал перформанс за да на некој начин ја најавиме повторно враќање
присвојувањето на медалот Флоренс Најтингел во рамки на Црвениот крст на Република Македонија. Понатаму ќе се доделат јубилејни признанија, секако тука и Оскарот на хуманоста, значи сите оние кои што биле, да речеме, во овој период најголеми поддржувачи на Црвениот крст, оние кои што таа енергија која што пулсира во сите наши сервиси, се она што е наменето за граѓаните, навистина заслужуваат да бидат на некој начин издвоени од целата таа група на луѓе. Инаку во рамките на градската организација на Црвениот крст имаме негде околу 1000 активни волонтери кои што генерално целокупната наша активност се моторот на сите овие сервиси кои што ние ги реализираме на територијата на нашиот главен град и 3000 членови кои што плаќаат редовна годишна чланарина и се дел од структурите на Црвениот крст. Веќе наредната година не чека нова изборна година, значи нови луѓе кои што навистина сакаат да бидат дел од Црвениот крст. Искрено, една утринска порака, значи секој од нас може да биде волонтер во Црвениот крст. Никој не може да каже дека не може да одвои 2 до 3 часа во текот на месецот или еден ден во текот на месецот да се приклучи на оваа голема армија на хуманитарни луѓе, заради тоа што само така заеднички ќе можеме да ги препознаеме сите оние, да кажеме, елементи кои што ни недостасуваат во секојдневното функционирање и ќе можеме да ја подадеме раката на оние најранливи целни групи, заеднички да бидеме на некој начин одговорни личности кои што знаат да препознаат вредности на, да кажам, здраво живење, поддршка на оние на кои што навистина на некој начин не им е овозможено сето тоа. А токму одбележувањето на 80 годишнината на Црвениот крст на град Скопје може да биде одличен повод за сите тие што досега не биле директно вклучени во активностите на Црвениот крст, ете да го посетат селото на Црвениот крст што ќе биде кај фонтаната Лотус во градскиот парк, да се информираат, да се дружат, да добијат информации и да добијат секако желба и мотивација на некаков начин да помогнат и да се придружат на ова големо семејство на хумани луѓе. Да, навистина е така. Значи идејата е освен тоа што треба да ги истакнеме оние кои што досега работеле со нас и работеле во рамки на Црвениот крст, бидејќи Црвениот крст е организација што му припаѓа на граѓанинот, значи едноставно тука сме заради тоа што сите заедно мораме да ги реализираме сите тие програмски активности, меѓутоа и е мотивација за сите оние кои што можеби досега немале време, едноставно биле спречени да го дадат својот професионален, да кажам, своето професионално знаење, или се млади пензионери кои што може да влизат во рамки на Црвениот крст. Ние генерално поголемиот број на волонтерите се средношколците, студентите, меѓутоа од изминативе години имаме се поголем број на лица од трета доба кои што преку дневните центри за здраво старење стануваат дел од активностите на Црвениот крст. Да, јас ги поканувам сите, навистина секој може да најде некој сегмент каде што може да ја истакне својата хумана димензија и мислам дека во изминатите 80 години сме покажале дека сме нација која што ја носи таа димензија во себе, секогаш сме тука за несреќите во регионот и пошироко, меѓутоа и сме биле прибежиште за бегалци од Босна, Косово, мигрантскиот бран, се она што поминало низ државите. Нашиот град 1963 година бил комплетно срушен, па како Феникс се издигнал со солидарност на сите граѓани на тогашна Југославија и сите тие елементи носат, да кажам, една приказна која што на некој начин треба секундно сите ние да ја пренесеме на помладата генерација, постарите да зборуваат за тоа што тие имаат во себе како искуство и се заедно навистина да покажеме дека сме една држава, еден град кој што заслужено го носи името градот на солидарноста. После одбележувањето на 80 годишнината на 13 септември во градскиот парк, какви уште активности предстојат во оваа јубилејна година? Па да, секако ние ќе завршиме годината, имаме уште еден настан на 5 декември, тоа е Светскиот ден на волонтаризмот, каде што ќе се потрудиме, еве така, да видите изненадување на некој начин, да ги повикаме сите оние јавни личности кои што се креатори на јавно мислење, политичарите, луѓето кои што на некој начин влегуваат во оние структури кои што ја водат државата, да се приклучат тој ден кон активностите на Црвениот крст. Искрено се надевам дека ќе има добар одзив, за да ги на некој начин чествуваме оние волонтери кои што навистина заслужуваат тој ден да бидат истакнати. До крајот на годината следат сите оние регуларни активности, социјалните сервиси, крводарителските акции, обуките по прва помош, секако планирањата веќе во ноември за наредната година и искрено да ви кажам, не постои ден кога кај нас нешто не се случува. Така да до крајот на годината имаме еден голем меѓународен семинар кој што ќе се реализира во нашиот тренинг центар Солферино во Струга, каде што ќе имаме гости од 40
35 држави од светот, каде што ќе зборуваме за надградба на капацитетите на Црвениот крст генерално и што е тоа што ние во иднина треба да го работиме. Црвениот крст како организација на вистина е одличен пример за тоа како треба да се делува тимски, заедно. Активностите секогаш почиваат на база на солидарноста, на хуманоста. Кажавте и вие во вашето обраќање, низ овие 80 години Скопје ни докажале, но и останатите поддржувачи на Црвен крст од целата земја и другите општински организации покажале дека на вистина можеме да се пофалиме, дека имаме одличен потенцијал, а Црвениот крст само дава една убава насока како тој потенцијал да се искористи во сите годишни активности. Да, така е, навистина, заради тоа што вообичаено Црвениот крст сите го препознаваат како организација која што е водечка во делот на одговор при природни катастрофи или катастрофи предизвикани од човекот. Ние сме првите кои што делуваат во сите тие неистерги, за жал, она што ни се случи во март со Кочани, па потоа сите оние кризи кои што поминале низ нашиот град, и поплавите, и пожарите, и се она што нас ни е првично многу важно за да излеземе во пресред на луѓето кои што биле дел од такви природни катастрофи или катастрофи предизвикани од човекот. Меѓутоа, препознаени сме по крводарителството и по првата помош, меѓутоа верувајте во се она што значи иновативни идеи во рамки на Црвениот крст. Во моментот најголема потреба има од развој на социјалните сервиси, а тоа е грижата за лицата, старите лица во нивниот дом, значи само дома си е дома е слоганот, негователите кои што се задолжени за таа грижа. Потоа имаме тука персоналната асистенција, сакам да ги истакнам исто така сите оние кои што работат во сервисот Итно Копче, кои што се исто така поддршка на лица кои што се во своите домови сами, и секако санитетскиот транспорт како поддршка на државата за тоа што значи транспорт до медицинските институции каде што граѓаните нели треба побрзо да стигнат заради заштита и превенција на нивното здравје. Значи сакам да кажам дека на некој начин она што е традиционално продолжува, меѓутоа она што е потреба на заедницата е предизвик повторно да направиме еден систем. Искрено се надевам дека сите заедно ќе можеме со сите идеи кои што ќе ги добиеме во сабота да видиме до каде сме и каде треба да продолжиме. Благодарам за споделените информации со нашите гледачи. Ви посакувам успешна реализација на убаво замислениот настан кој што во сабота ќе одбележи 80 годишнината на градскиот Црвен крст, а се разбира ние сме тука и во иднина ги следиме вашите активности и да информираме јавноста за нив. Ви благодарам, секогаш сме навистина почестени да бидеме дел од утринските програми, воопшто програмите на Алфа телевизија. Навистина вашиот тим покажува една социјална одговорност кон се она што ние го правиме и благодарам што секогаш сте со нас таму каде што сме ние. Ние и чест и задоволства, а и должност. Еве, пред крајот уште еднаш да ве подсетиме дека в сабота, 13 септември, со почеток од 10 часот па се до 22 часот, кај фонтаната Лотус во градскиот парк ќе се одбележува 80 годишнината на Црвениот крст на град Скопје. Ќе има многу активности во тек на целиот ден, ќе биде интересно, забавно, ќе се доделат и оскарите на хуманоста, па повелете во било кој период од денот, извојте време, прошетајте и бидете и вие дел од ова прославување на 80 години хуманост во нашиот главен град Скопје. Еве со ова информација ќе го завршиме утринското јавување. Ве оставам сега во студиото да продолжите со останатите активности во нашата утринска програма. Добро утро, секој утро. Да, убаво беше да те чуеме, Иренче. Поздрав до тебе, поздрав и до твојата соговорничка. Нека е честит овај убав повод, 80 години.